Изградбата на нови конзоли на реката Отиња ќе продолжи без застој и во процедура се 2 нови тендери, најави денес штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Ќе распишеме јавен повик за доградба на делот на првата фаза од конзолите кој што не е направен, односно не влегува во првичниот проект. Тоа е практично делот пред хотел Урбаниста. Од прилика, според проценките, проценетата вредност на овој дел ќе се движи некаде околу 3 милиони денари и веднаш потоа ќе распишеме повик за продолжување на втората фаза од конзолите, која што ќе го опфаќа делот од улицата од гимназијата Славчо Сојменски до училиштето Ванчо Праќе. Во меѓувреме, речиси е завршена првата фаза од конзолното инсталирање на делот пред зградата на општината, а ефектот во сообраќајното движење е евидентен. Нашата замисла е комплетно овој дел од градот да го прошириме, да го промениме се со цел да ја подобриме патната инфраструктура, да ја прошириме постоечката сообраќајница, за да можат побрзо и полесно да транзитираат возилата на овој дел од градот. Ова е идеја која што ние како нова локална власт ја затековме и ја реализираме, одвојуваме средства за тоа што е во интерес на градот. Напоредно со изградбата на конзолите, локалната самоуправа Штип се подготвува и за поставување на заштитна ограда од десната страна на Отиња, од црквата Свети Никола до зградата Порта Пролет. На пресот на градоначалникот Иван Јорданов реагира од СДСМ. Овој проект е во целост изготвен од страна на претходната локална власт, а истиот се реализира со помош на Министерството за транспорт и врски. Со овој проект не се зголемува бројот на нови паркинг места, како што Јорданов тврдеше, туку се ослободува уште една дополнителна коловозна лента. Иронична е неговата денешна пресконференција на дел од веќе изградените пешачки конзоли, а времето ќе покаже колку е способен да го реализира до крај.